60 готови проекти со кои може веднаш да се аплицира во предпристапните фондови на Европската Унија, од владата и од други меѓународни асоциации, банки, амбасади и така натаму. Работата треба да се менаџира за да се има ваков успех и навистина е така, се потврди и вчера и на седницата на Советот, каде што се напаѓа или се бранеа сите ставки од буџетот на општина Кавадац и трет квартал, кој беше на дневен ред како прва и доминантна точка. Советниците на Социјалдемократскиот сојуз го критикува реализирањето на буџетот трет квартал, посочувајќи конкретно одредени позиции од изборната програма на градоначалникот Митко Јанчев и на советничката група на ВМРО-ДПМНР. Особено започнатите и нереализирани проекти како Ла Луна, покрајниот базен и слични проекти беа третман на критика до актуелното раководство на локалната самоуправа. Од ВМРО-ДПМН и од локалната самоуправа, како и од градоначалникот, беше одговорено дека сите средства што треба да ги обезбеди за реализација на одреден проект, локалната самоуправа ги има обезбедено, па дури ги има и операционализирано преку градежни активности, меѓутоа се уште фалат и не се добиени средствата од владата на Македонија. Заради тоа и тие проекти не се започнати. Меѓутоа, оптимизмот останува и понатаму и истиот ќе биде завршен, зависно од тоа за кој проект се работи. При тоа особено се нагласија и потребата од изградбата на старечки дом, односно на објект за згрижување на хендикепираните лица. Се што е ветено беше речено од страна на Јанчев, дури и повеќе од тоа ќе биде изградено. Јас не заминувам од оваа функција, остануваат уште 3 години, кои сметам и мислам дека ќе ги изработам најправилно и граѓаните за тоа не треба да се плашат. Јас ја практикував оваа функција само 1 година досега, остануваат уште 3, рече тој, она што сум го ветил ќе го реализирам и пред граѓаните ќе бидам чист, рече меѓу другото Јанчев. Програмата која што ја кажавте, ова не е завршено, ова не е. Да, точно не е завршено. Чекај, 23-та сега ќе ги дадеме да ги гласате на буџет, ќе ги ставиме капитална инвестиција. Ја мислам да не се збуните и дека си одам, не си одам. Ова беше оче за година дена сработено. Точно за година. 3 години се пред нас. Какво дење бе човек? Абе додека не завршам во се што ќе гарантирам тука не мрдам. Ќе се заврши се. Финансиска кондиција ни е одлична. Да не се подречиме. Фотоволтаици поставени. Абе тие коментира ги со бирото за регионален развој. Значи секаде на напишано тоа што го инвестираме, со кој го инвестираме, со кој го делиме како која инвестиција и него негираме тоа сето. И за возврат на тоа ние добиваме средства на проекти. Не сме само ние кои што добиваме проекти. Нема општина што добила проекти. Нарачинова владата и даде 500.000 евра. Зашо? За нешто. Не знам зашо. Владата дава секаде им треба да дава нормална работа. Остајате 2017, 2016, 15, заврши тоа. 22, 23 иде. Ти си млад политичар, помлад си од мене сега активен и треба да гледаш напред. А не 2017 ме збориш, малолетен беше тогаш. Како не беше тука на меѓу полнолетност? Не зафракавајте 2017, 2016. Гледај напред, дај да оставиме за луѓето тоа што треба, да изградиме иднина, да иствориме тука како совет, како заедништво. Мене баш ми е мило советникот Јован што прифана поканата. И вие да прифаневте поканата да дојдете да застанете. Не сум ја егоист, Митко Јанчев да застане сам на говорници да каже очет, јас направив ова. Не, сите раководители на сектор, координатори на советничка група, политички партии, дојде повелите, ова е заеднички проект. Нема мене да ви се пише ова титула заедничка, само на мене, него на сите вас. Во делот на она што имаме сработено, а не е ставено во програмата, имаме 30 проекти такви. И викаш тротрачиња, уличиња, канализација, такви работи. Не бе. Дреново патот комплетно реконструиран. Брушени 600 нови приклучници. ТАВ програмата. Ево го пак сега ТАВ програмата. Да, од ТАВ програмата пари на народот на Република Македонија кој што владата ги рефондира според број на жители нас. Проекти. Не е на владата проект. Проектот е наш, владата го финансира преку ТАВ програмата. Да. Ако не си побараш, не ти да. Ама сега вие сакате да кажете сега ако има не знам, една мајка, 2 деца близнаци
Ја мислам неки исто ќе ги гледа. Така и владата. Значи, по број на жители мора да не ги рефундира средствата. Сега ќе земат 60 милиона евра грант од Светска банка за канализација и за водовод, спреаме проекти и по број на жители ќе ги вратат назад. Тоа е таблирано што треба да се функционира за работа. Може би претходната влада имала повеќе насоки во делот на спортот, повеќе насоки во нешто друго. Сега, значи, одиме на инфраструктура, граничен премин, дајбе тука да се заземиме. Ете и пратеници, ние сме у секојдневна комуникација и со нашите пратеници, и со вашите пратеници, и не ги викаме ваши и наши ке му се јавувам, него дај да завршим ваа работа. Дај да се избориме да го исплатат мрзењето за земјоделците од Кавадарци. Проектот тако ваков 5 месеци е поминат, проектот уште не е ставен на тема за исплата. Мораме тоа да се заземиме, уште Кавадарците готово не се исплатени. Ако земеме како развојна општина, еден добар податок би ти дал, да го земиш од госпоѓа Цанка, ја викам министр за финансии, она е раководител на секторот за финансии, да ти го даде капиталот на општина Кавадарци. 2017-2022. Колку пати е зголемен капиталот, и капиталот на граѓаните. И идните проекти кои што ги имаме во делот на инфра, структурата е комплетно да завршувај. Спомнавте една работа и ректе 3D киното не е завршено, и не е, точно е, и не е отпочнат, и у 23-та нема да го ставам, и неколку такви работи. Знаете зашто? Препорака на влада беше. Има Фиат 3 милиона денара реконструкција на општинска зграда. И тоа го тргнавме. Значи, тие работи владата што ни препорача, а и ни гледаме дека е економска криза и енергетска, и не се продуктивни проекти во делот на секојдневието, ние ги извадовме уште на претходниот ребаланс кога го правевме. Тоа не е препорака што да направиме. Како што сега имаме препораки за штедење, препораки за ова зона, значи владата не може да нареди на општините на локална самоуправа, ама дава препораки. А препораките покрај тоа што ни ги следиме и ни ги анализираме со нашите економски тим, со нашите стручни соработници. Прва општина што продадовме градежно земјиште за 50 мегавати фотоволтаици. Сега поштуваат да ги работат фотоволтаиците. Другите општини да направат. Прва општина што постави фотоволтаици на кровни конструкции. Во една случајност од ВИС телевизија, ми се чини дека беше Штипска. Не очекувам. Ја мислев, вие од Левица се по-лоши од вас, испаднаа поарни. Советник на Левица зборува за Кавадарци у Штип. И вика Кавадарци е 4 милиона години светлосни повеќе напред од другите општини. И ја викам, верно ли е во некоја монтажа да не е? Ще ја пуштам после снимки изгледа. И сега ти викаш Кавадарци е назад од Штип. Не беше Круме, бе друг советник од Штип. Не знам дали Круме го има видено на тоа. Сагам ти кажам, тоа што е добро не можеш да го критикуиш. Нормално. Млад си, давај идеи, ќе те послушам ако си помлад. Ви сте партија, се што е добро, верувам дека и мојата матична партија ќе го прифане, за да направиме подобро за општина Кавадарци. 23-та ќе имаме капитални проекти многу големи и ќе бидат развојни, 23-24-та стајни во делот на програмата на развојот. Во моментот се работат такви развојни проекти, 3 кои ќе ги спомнам: Западен булевар, Лазова Сијата и 25 мај. Се работат 20 детски неопходни игралишта во села, во рурални средини и сите. Го направивме колекторот, за селата ме критикуваш дека немало ништо. Не е точно. Колектор направен во село Возарци. Во село Бокула асфалтирано негде околу 800 метри. Село Бојанчите, Крниво и мисля, че дека беше Бошова подпорен зид. Канализационен систем подпорен. Раец имавме асфалтирање. Значи, немаме село што сме го заборавили. Сопот, предходно комплетна реконструкција на водовод, канализација. Сега асфалтираме улица. Школите. Знаеш да успеавме сите школи да ги изреновираме? Имаме школи одлични. 5 милиона, отнеме пофалиш и не се пофалиш сам, 5 милиона денара сега дадовме за реконструкција на дворото Страшо Пинџо. Ви ги изгласавте, да ги спроведеш, ви ги направивме. 5 милиона денара. Абе, порано тук ка седели на совет за 5 милиона денара, кога ќе спомнат, но истина стреселе, бе. Сега ни паштавам вие милионите вака да си ги изброим. 180 милиона денара беше основен буџет на општина Кавадарци 2018. Сега е 500. Тоа е реалноста.
Значи, бројките не можам да ги лажирам или да ги правам некој. Ти кога збореше у јануари месец, дека општините презадолжени, ја 2 недели не спием. Да, факт, мене ми теже. Заради тоа што зборот се намалени деловодци. Еве нека биде и така. Така ли? Така нека биде. Со твоето зборење Дедо Мраз дојди пари донеси. Тинг, Вуко го слушнаме, ајде сега да направиме. Да, беше ситуацијата од страна кога гледаш деловно загризувачка и ја реков тога средно задолжена општина, не високо задолжена, ако се сеќаваш на мојавитот. Сега сме незадолжена општина, него имаме вишок средства за оваа година. И ти реков, почекај, не брзај до крајот на годината, ќе биде работа. И имаме план и идеја што направиме. Граѓаните да си спијат спокојно, да си ја бркат својата работа, да не следат, да веруваат у Митко Јанчев, гарантираме заедно со ВМРО ДПМН и со соработниците дека ќе исполниме програмата побрзо од завршување на мандатот. Мандатот ни е до 25-та година 1 ноември, затоа што и тогаш ми е роден ден, и утре ми е роден ден. Еве, ако сакаш да ми го честиташ, што ти кажем сега. И ќе биде завршено сите капитални проекти. Напротив од тоа, морате лично сите да се заблагодариме на добриот тим што ги имаме за работа, и како советници, и како јавни предпријатија, а пред се и како раководители на сектор општина Кавадаци, кои што заедно со нас не пратат и успеавме да пуштиме во функција 5-та мини хидроцентрала, кога луѓето не очекуваа ништо со струјата, и да изградиме 200 киловати фотоволтаици за производство на електрична енергија, што денеска тоа е како да ти паднало бинго во делот на производство на електрична енергија. Мислам дека движиме во прав правец, сигурен сум во тоа што го правиме. Можем после на копија ти направиме од програмата да видиш дека не ова го немаш, мојот дел го немаш, кај што се у ова година штиклирано, датум, правено, значи ја го гледам во секојдневно, тоа ми е работа. Не одам надвор од тоа. И во програмата, убаво речи Гнешковски, во секој проект пишува рок на реализација 21-25. Значи рок на реализација во мандат, нормално, според приоритетите и она што ние ќе го добиеме, кај знаем дека ќе беше енергетска криза. Ковид беше 2 години, тоа никој не може да го предвиди. Али и у целата таа ситуација ние сме во топ одлична кондиција, благодарение на транспарентното, отчетното работење и на максималната поддршка од сите меѓународни фактори, амбасади и се, и нормално со поддршка од владата која што имаме во делот на она што значат капитални проекти и проекти кај што владата може да учествува назад да врате во општините. Тоа не може да го негираме, али тоа треба да ни биде благодет на сите кавадрачани. Кавадрачани нема да ги делиме на такви и вакви, си ги делиме само на наши сограѓани. И да го напомнам и ова, пошто имаме доста реакции во делот на јавниот превоз, толку дојде скап животот со јавен превоз со сите. И тука пак сме погодиле работа на време, сме распишале тендер, мислам дека е во завршна фаза, за купувањето на 5 нови автобуси и пуштањето во функција на постоешките 4, за да нашите сограѓани, и од Кавадарци, и од селото, и од руралните средини, патуваат основно за нивните потреби со символично ефтини карти, пошто верувајте дека таксито и јавниот превоз дојде више луксус на цена од 100-120 денара основна работа година. Така да немаме некои драстични промашувања во нешто што можеме да се критикуваме. Нормално, секогаш може подобро, а твојата мотивација во тоа дека може подобро, ја прифаќам и ќе бидам подобро. Благодарам. Извршувањето на буџетот за третиот квартал беше усвоено. Од другите материјали по кои се дебатираше ги споменуваме. Најавата за изградба на патот Бокула-Радња, ќе се асфалтира 41-ва дивизија, стартуваат средбите на граѓани од урбаните заедници за комунална изградба за 2023 година со предлози на граѓаните, усвоен е извештајот за финансиската состојба на теквешкиот гроздовер 2022 година. Сите грешки или пак замерки и забелешки кои беа упатени на адреса на организаторот на гроздоверот се надеваат дека во наредната година ќе бидат исправени. Ова се однесува на карнавалот, на имињата на исполнителите кои ќе се појават на централната бина на плоштадот и слично.
Спортската сала Јасмин ќе настојува да ги измери опрските од незините најголеми должници Евроникел и ГРК Тиквеш и слични работи, ќе се настојува во наредниот период овој спортски објект да работи рентабилно со цел да ја обезбеди сигурно финансирање во иднина. Седницата траеше 2 часа и 45 минути, беше ефикасна според материјалите кои беа на дневен ред.